Најнапред во име на членството на политичката партија Демократски сили на ромите, да ја изразиме нашата голема благодарност кон вас, медиумите, за вашето денешно присуство. Поводот на денешната пресконференција е да ја запознаеме македонската јавност и ромската заедница околу случувањата во политичката партија Демократски сили на ромите. Имено, во изминатите години наназад, членството на партијата, а особено членовите на председателството на партијата, кои беа двигатели на партискиот елан, сила, големина и кои допринесоа за рейтингот на Демократски сили на ромите, а и за стекнатиот авторитет и личното богатење на Шабан преку неговото учество во политичкиот живот во Република Македонија, беа под голема политичка тортура и присилба од страна на председателот Салију, кој како директор на Дирекција за заштита и спасување ги користеше своите директорски предиспозиции и овластувања да внесе страв и закани по работните места на вработените членови, да удри по нивниот леп ако не ги почитува неговите авторитарни политички ставови и скриени политички намери. Откако новата влада го разреши од функцијата директор на Дирекција за заштита и спасување, волјата на членството дојде до израз, негирајќи и не почитувајќи го неговото самоволно владење како председател на партијата. Увиде опасност по своето председателување со партијата, веднаш во непон рок од 48 часа свикал некаков си конгрес. Конгрес со 50 луѓе, шетајќи вечерта пред конгресот до полнокните вечерни часови, по куќи, собирајќи потписи од членови кои не знаеја и самите зашто потпишуваат. И тоа, замислете, на обичен бел лист, не почитувајќи никакви законски статутарни одредби на партијата. Членството се оградува од ваквиот чин на постапување и диктаторско однесување на Шабан, кој е дискриминаторски и криминоген однос врз членството, и ние го осудуваме од причина што Демократски сили на ромите не е приватно друштво на Шабан, како впрочем што преферирал во минатото, а и сега, поставувајќи лица во органите на партијата со кои во фамилиарно сродство за да си ја задржи функцијата председател на партијата. Поради злоупотреба на своите партиски овластувања, јавно бараме Шабан Салију да си поднесе оставка од партијата, зашто неговото место не е повеќе меѓу нас, а и меѓу поширокото членство на партијата, и да престане со приватизирање на Демократски сили на ромите, зашто ДСР е колективитет на луѓе, а не друштво со ограничена одговорност на едно лице Шабан Салију. Членството на партијата не застанува овде. Партијата е наша. Ке се избориме со сите демократски средства и механизми да го истераме до крај овој процес, а одовде упатуваме еден голем апел до големите политички партии, кои имаат намера да стапат во коалиција со Демократски сили на ромите за престојните локални избори 2017, да не се доведат до заблуда. Шабан нема партија. Коалицирате со физичко лице, кое на терен нема членство, нема авторитет, особено во шутка, нема партиски механизам и гласачки електорат. И на крај, членството на партијата за многу кратко време ќе организира голем конгрес на Демократски сили на ромите, каде ќе се разгледаат сите случувања во партијата, за кои ќе следат и одредени политички остапувања, зашто членството е огорчено од ваквото постапување, однесување и пред се лажење. Висината на нивниот глас е пресуден во партијата Демократски сили на ромите, а не волјата и така нареченијата измислена воспоставена структурална заштита на Шабан Салију. А во поглед на локалните избори, членството на партијата будно ги следи политичките состојби и избиднувања и постојано е на терен меѓу своите сограѓани. Доколку имате некои прашања од новинарите, повелете. Во рамките на злоупотреба има одредени ситуации како се поведува конгрес. Значи, најмалку се донесува одлука за свикување на конгрес
затоа што во овој момент демократски сили на ромите сигурно не е поголема политичка партија од големите политички сили, значи од левата или десната страна во Република Македонија. Било која, или да е тоа ВМРО или СДСМ, за 48 часа никој не е во можност да свика конгрес. Де факто се заклучува дека истата вечер кога повикал состанок на председателството, кога увидел дека мноштво од членството не се присутни, тој заклучил дека нешто се случува во партијата и веднаш истата вечер одлучил утредента со почеток во 19 часот да свика конгрес во хотел Континентал. Истата вечер, значи, шетал по улици кај наши членови, ги будел од спиење и ги принудувал на подпишување на некој образец. Зашто подпишувале луѓето не знае. Значи тоа е како председател во рамките на своите овластувања е злоупотреба на партијата на членството. Се знае која е легислативата и начинот како се поведува конгрес. Јас лично како генерален секретар на партијата, значи ако веќе одлучил да повика конгрес, тогаш јас сум во извршниот одбор и моите исто така други членови што се во извршниот одбор кои што одлучуваат за одредени состојби во партијата или членови на председателство треба да бидат запознаети. Значи јас лично како генерален секретар ниту знаев, ниту бев повикан, без разлика што моите политички моите политички погледи не се совпаѓаат со неговите политички погледи. Сепак во суштина тоа е злоупотреба, значи на партијата и членството. Во моментот, значи, тоа не е фракција. Членството допрва веќе се запознаени со ситуацијата што се случува, значи, во партијата и лека по лека ни се приклучуваат значи, од страната, значи, од вистинската страна на партијата. Еве за ваша информација ќе кажеме една ситуација. Увидел дека членството не му оди на состаноци, па решил да направи еден ајде да речеме музички хепенинг. Тоа беше, ако не се лажам, во неделата, со почеток нешто во 9 или 10 часот, значи ги повика луѓето на јадење. И во истиот момент, значи и на тоа негово таков музички хепенинг не присуствува луѓето. Значи не може понатаму никого од членството да убеди со некои политички игри или со некои сендвичи и јадења. Одлуката е наша дека понатаму Шабан нема доверие од членството на партијата да управува со демократски сили на ромите. Во моментот, значи, членството се уште немаме заклучок, значи како ќе одиме на локални избори, затоа што пред се интервентно ни ова прашање да го расчистиме, затоа што да пренесеме во јавноста како ќе настапиме. Сепак демократски сили на ромите, значи не е партија со граѓански концепт, значи настојуваме по широкото членство да дознае и понатаму како ќе се одлучи, значи мнозинството членство, така и ќе постапиме. Да, значи јас се образложи во накратко, значи ние сепак конгресот е најголемиот орган кој што именува и разрешува дали е тоа член или функционер. Значи ние сме сега во соработка со нашите ограноци и со нашето пошироко членство да организираме масовен конгрес, значи голем конгрес, и тоа ќе биде во шутка, затоа што не сакаме да бегаме од суштинските проблеми и потреби на ромската заедница. Сепак знаеме дека Шуторизари е домисилот, вистинското место каде што гравитира значи ромската заедница и кои што се оптеретени со сите оние секојдневни потреби или проблеми од секојдневното наше живење, и конгресот одлучивме да биде во Шуторизари. Да знае шутка што се случува со демократски сили, а и членството да си го искажат својата волја. Се надевам дека на тој конгрес ќе добијат, значи ќе се донесат и одредени резолуции, декларации, значи како понатаму демократски сили ќе настојува на престојните локални избори, и се надевам дека тука ќе има и политички одговорности на поединци кои што заслужуваат да си го добијат од членството, пошто ова партија не е приватно, сепак ова е колективитет и настојуваме да изградиме граѓански модел во концептот, значи, на нашата политичка партија.
Па не би сакал, значи сепак јас сум генерален секретар, тоа колку и да имам амбиции по некоја функција, сепак тоа можам јас да си кажам дека посакувам и да летам со авион, да бидам да возам авион, меѓутоа сепак тоа станува на волјата на членството, одлуката е на членството. Сепак овластувањето што треба да се добие од членството, значи овластување, легитимитет добиено врз членството. Сепак тоа не е мој, како што во овој случај Шабан авторитарно и самостојно се управува со партијата Демократски сили на ромите. Јас сакам само да се надоврзам на дечкото за злоупотреба на партијата, значи освен што го кажа Сефо за злоупотреба на партијата, Шабан Салиу злоупотреби за свое собствено екстремно богатење од политиката, каде што може да испитате вие, некои знаат кој беше Шабан кога почна во политичките води, а сега со се што располага откако му заврши мандатот како директор на дирекцијата. И тука истото и тоа го рачунаме како злоупотреба на партијата и екстремно богатење на него и на неговата фамилија околу него. Што е тоа екстремно? Екстремно богатење по-конкретно парично, имотно и други работи. Тоа значи екстремно богатење. Тоа го размислувам. Финансискиот дел посебно можеме да го пошто сите тендери превземени од негова страна и завршени во неговиот круг, а на леѓа на оваа партија, каде што сите други ги разобедуваше дека ние трчаме заедно, трчаме братски, трчаме сите да бидеме да обезбедиме некое добро за ромскиот народ, уствари обезбедивме само добро за Шабан Салиу и дел од неговата фамилија. Може да видите дека 80% од фамилијата Салиу е вработен во владата и во други сектори. Со име, презиме Салиу, а плюс некои други што има од него вработени. Па луѓе што им завршувал работа и тие за возврат ги вработувал за да не исплаќа што треба и така натака и други работи.